Над 10 фурни го изложија производството на традиционалниот радовишки сомун во рамките на тридневната манифестација за познатите специјалитети Самун Емтатлија. Општина Радовиш со оваа манифестација сака да го поттикне локалниот економски развој, за да се привлечат повеќе гости и посетители, бидејќи, како што кажа градоначалникот Ацо Ристов, има што да се вкуси и види во Радовиш. Ние како градче кои сакаме да промовираме туризам, имаме што да понудиме. Сите наши гостители овие денови ќе работат практично до касно во ноќта. Сите они кои што ќе дојдат, имаме што да и понудиме, имаме направено карти на места кои што треба да се посетат, тука да се нашите манастири, тука се нашите ревијални поставки. Нека дојдат луѓето, нека се изненадат дека и Македонија, односно Радовиш, има што да и понуди на сите оние кои што би сакале да го видат Радовиш во право светло. Илјадници гости го посетија Радовиш на првиот ден од манифестацијата Самун Емтатлија. Домакинките тврдат дека ова е специјалитет кој на друго место го нема по својот вкус и начин на изработка. Очекуваат овие денови да бидат продадени над 15.000 радовишки сомуни. Тоа е едно од најстарите специјалитети во Радовиш. Добро е да се проба и сомунчето и исто така, нели, манифестацијата се веќе и Самун Емтатлија. Исто и татлијата е еден специјалитет, нели, на Радовиш. Не памтам, значи, од кога постои овај рецепт, кога оште фурните стари постоеле на жар, кога се печело стари, па се чекаше на редици, сабајле. Рано мораш да станеш, значи да денеска да јадеш сомун. Прв пат доаѓам на ова сомунијада, што е и татлијада, али е прекрасно. Прекрасно, многу убаво. И треба почесто да има вакви работи. Манифестацијата Самун Емтатлија е проследена со музичко-забавен дел, а паралелно во овој град се одржува и меѓународниот фолклорен фестивал Радовишки собор, за да се презентираат традиционалните обичаи и адети на Радовиш.